Вести на Канал 8, добро дојдовте. До крајот на годинава истекува важноста на личните документи со старото име. Министерот за внатрешни работи Панче Тошковски апелираше до граѓаните документите со уставното име да ги променат во најкус можен рок. Министерството за внатрешни работи информира дека до крајот на годинава важат личните документи со старото име на државата и апелираат до граѓаните да ги променат документите со уставното име. Министерот Панче Тошковски потенцираше дека сите капацитети и шалтери на управните служби на Министерството функционираат во полн капацитет и можат да ги услужат граѓаните да ги заменат своите возачки дозволи и лични карти во редовниот рок, без никакво доцнење и гужви. Од оваа недела па натаму, секој еден македонски граѓанин кој што ќе поднесе барање за да се стекне со нова патна исправа, возачка дозвола, лична карта, секој еден од тие лични документи ќе може да ги оствари во рамки на она законско право кое што е утврдено во рамки на законот, и тоа е во рок од 15 дена. Сакам да упатам еден апел до македонските граѓани дека негде отприлика околу 750.000 возачки дозволи се издадени согласно одредбите од законот со новото уставно име. Потребно е да се реиздаде уште одредена бројка, да речеме до 1 милион возачки дозволи, за да дојдеме да ја затвориме целокупната бројка на возачки дозволи кои што се издадени и со старо име и со ново име. Поради тоа ги замолувам да во наредниот период од неколку месеци сите оние кои што имаат возачка дозвола со старото уставно име да пристапат кон обновување на истата, заради тоа што согласно измените на законот кои што ги направивме, старите возачки дозволи ќе важат заклучно со крајот на оваа година. Во наредниот период од месец дена ќе следи една кампања од страна на Министерството за внатрешни работи, кај што ќе повикаме да секој ден кој што не е обновил возачката дозвола да пристапи да ја обнови, да извадиме нова возачка дозвола, повеќе нема гужви. Значи ќе бидеме особено фокусирани на ова. Ги замолувам сите оние граѓани кои што имаат возачки дозволи со старото уставно име да при тоа истите се важечки да ги променат, односно да пристапат во рамки на просториите на Министерството за внатрешни работи и да поднесат барање и извадат возачки дозволи со новото уставно име. Министерот Тошковски информираше дека на територијата на целата држава досега се променети над 1.750.000 патни исправи, над 1.450.000 лични карти, како и над 750.000 возачки дозволи. Инаку, за закажување термин за издавање на личните документи, граѓаните треба да закажат на телефонскиот број 072 92 92 92 или фиксниот број 0800 192, како и на веб страницата на Министерството во делот МВР електронско закажување. Цената на личната карта изнесува 310 денари, на патната исправа, односно пасошот за редовна постапка 1700 денари, додека за итна 6400 денари. За возачка дозвола се плаќа 410 денари за редовна постапка, а доколку станува збор за итна 1230 денари и плюс 110 денари административна такса. Македонското еколошко друштво го заврши пребројувањето на штраковите во државата. Во Кочанската котлина регистрирани над 700 млади единки, што е меѓу најголемите заедници на оваа заштитена птица. Македонското еколошко друштво спроведе пребројување на штраковите на национално ниво. Пописот е спроведен во рамки на 8-миот европски цензус на штркови, што се прави на секои 10 години, а во Македонија за прв пат беше реализиран во 2014-та. При истражувањето беа вклучени над 15 членови волонтери на Македонското еколошко друштво. При тоа, тие евидентирале вкупно 1765 гнезда на штркови во државата. Од нив 1388 се активни, односно во нив се извеле млади штркчиња. Вкупниот број на изведени единки е 3934. Штрковите најчесто ги населуваат рамничарските региони, а најголем дел од гнездата се лоцирани во населените места.
Како региони со најмногу гнезда на штркови се издвојуваат Пелагонија, Овчеполи и Кочанската котлина. Соодветно на бројот на гнезда, Пелагонија е со најголем број на млади, вкупно 1170, а веднаш потоа следуваат Кочанска котлина и Овчеполе со по 707 млади птици. Трите села кои што се издвојуваат со најголем број штркови се Стојаково, Богородица, Росоман и Чешиново Облешево. Најголем број од гнездата пак се наоѓаат на столбови за електрична енергија и за јавно осветлување, односно околу 76 од 100 од сите гнезда. Во споредба со пописот на штркови направен пред 10 години, забележено е зголемување на популацијата на штрковите, односно бројот на активни гнезда од 837 пораснал на 1388, што представува зголемување на популацијата на штркови во државата за 60% во период од 10 години. Од друга страна, годинава се изведени 49% повеќе млади штркови во споредба со пописот од 2014-та. Популацијата на белите штркови расте во цела Европа, а порастот на бројноста се должи на успешноста на имплементираните мерки за заштита на штрковите, намалениот притисок од земјоделството, но и на климатските промени кои играат важна улога, бидејќи сега штрковите полесно наоѓаат храна во зимски услови, со што им се намалува и патот за миграција. Ваквите резултати укажуваат на потреба за понатамошна заштита и мониторинг на штрковите во Македонија, како и за имплементација на стратегија за заштита на нивните живеалишта. Македонското еколошко друштво најавува дека и понатаму ќе продолжи со следење на состојбата на штрковите и ќе информира јавноста за потребата од зачувување на нивната природна средина. Клубот на млади при Општинската организација на Црвен крст Кочани организираше хуманитарна собирна акција на училишен прибор. Тој ќе биде наменет за учениците во социјален ризик. По повод учебната 2024-2025 година, младите волонтери од Општинската организација Црвен крст Кочани реализираат дводневна хуманитарна собирна акција на училиштен прибор, при што тој ќе биде наменет за учениците кои се во социјален ризик. Клубот на млади при Општинската организација на Црвен крст Кочани секоја година организира хуманитарна собирна акција за училишен прибор под мотото за посрекно детство за децата од социјално ранливи категории. Оваа активност се организира на национално ниво и се организира непосредно пред почетокот на самата учебна година. Кај нас, односно во Општина Кочани, штандовите ќе бидат поставени пред книжарниците на Рики Јуниор, кај основното училиште на Никола Карев и кај средното училиште на Липчо Сантов. Штандовите ќе бидат поставени денес во периодот од 17 до 19 часот и сите кои сакаат може да донираат ученичен прибор, како например тетрадки, моливи, гуми, фломастери и слично. Со собраните материјали ќе се направат пакети кои сите ќе бидат доделени на децата, односно на учениците, преку нивните стручни служби во училиштата од кои што доаѓаат. Активноста се реализираше под мотото "Сите заедно да помогнеме за секое дете да ја започне учебната година со насмевка". В петок почнува 39-то издание од Меѓународниот фолклорен фестивал Истиванско здравоживо. Ќе учествуваат фолклористи од 4 континенти и повеќе земји. Фестивалската програма завршува наредната среда со изведба на заедничко оро на сите учесници. 39-то издание на Меѓународниот фолклорен фестивал Истибајнско здравоживо годинава ќе се одржи од 6 до 11 септември. На фестивалот ќе учествуваат ансамбли од 4 континенти, односно од Азија, Африка, Јужна Америка и Европа, како и од земјите Чешка, Украина, Мексико, Косово, Бугарија, Сенегал, Србија, Казахстан и Македонија. Фестивалската програма почнува в петок со почеток во 12 часот со изложба во Домот на културата во Истибања. Следниот ден во 16 часот ќе се одржи заедничко оро на сите учесници, како и фолклорно дефиле и македонска национална вечер. Во недела во населбата Оризари во 17 часот и 30 минути ќе има дефиле низ улиците во селото, потоа настап на плоштадот, како и национална вечер со почеток во 21 часот. Фестивалската програма продолжува и во вторник,
кога ќе се изврши традиционалното зажнејување на оризот, а по 17 часот во општина Зрновци е предвидено да има дефиле и национална вечер. Наредната среда е големото финале со дефиле низ винице и гала настапот на сите учесници на плоштадот Ангел Винички и за крај е предвидено заедничко оро на сите учесници, со што се затвара фестивалот. Главни покровители на настанот се општина Виница и Министерството за култура. Учесниците на фестивалот ќе добијат плакета за учество, односно диплома за учесник на меѓународниот фолклорен фестивал Истибајнско здравоживо. Младиот кикбоксер Лука Змејковски од Виница го освои второто место на светското првенство што се одржа во Унгарија. На десетина секунди пред крајот на финалната борба имаше предност, но загуби од поискусниот противник од Србија и го освои сребрениот медал. 15-годишниот Лука Змејковски, член на кикбокс клубот Лидер од Виница, го освои второто место и сребрениот медал на ВАКО светското првенство за јуниори и кадети во кикбокс, што се одржа во Будимпешта, Унгарија. Младиот винички спортист настапи во конкуренција на помлади јуниори над 81 кг во категоријата лоу кик, при што во полуфиналниот дуел го победи Владислав Лендел од Украина. Во финалето се сретна со Мухамед Дупљак од Србија, против кого имаше водство во сите три рунди. Сепак, на 15 секунди пред крајот на мечот, Змејковски изгуби важни поени, а со тоа му побегна и златниот медал. Едноставно, искуството и подобрата кондицијска подготвеност на српскиот кикбоксер му донесоа победа, а Змејковски мораше да се закити со сребро. Со успехот од светското првенство, Лука Змејковски само ги потврди досегашните добри резултати, а особено титулата Балкански шампион, што на почетокот на јуни годинава ја освои на младинската Балканијада во Црна Гора. Почитувани, тоа беше се што ја подготвивме за ова издание на вестите на Канал 8. Останете понатаму со нашата програма. Довидување.